ВМРО ДПМНЕ денеска ја продолжи аферата Паразити, а како што наведуваат, тема се плати и на доместуци во Телеком. Зоран Китанов од Струмица, поранешен директор на ЈП Државни патишта во време на Заев, како председател на одборот на директори на Телеком именуван од владата на СДС, зема месечна плата од 6200 евра. Китанов за еден мандат ке наплати 300.000 евра. Како заменик председател на одборот на директори е Садула Дураку од ДУИ. Дураку за еден месец зема 1500 евра плата, што за една година е 18.000 евра. Тој за еден свој мандат ке наплати речиси 80.000 евра. Плата од 1000 евра зема и Шкодране Дардишта од ДУИ, која за еден мандат во Телеком, како неизвршен член на одборот на директори ке наплати безмалку 50.000 евра. Во исто време, од ВМРО ДПМНЕ денеска повторно тврдат дека министерката за одбрана Славијанка Петровска ја лаже јавноста во врска со собственоста и техничката документација за куќата, зашто таа вчера на пратеникот Ковачки му даде рок од 24 часа да се извини или во спротивно ќе поведе судска постапка за клевета. Во исто време, СДСМ исто така на прес повторно изјавија дека најголем паразит всушност е лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Секој месец добивал хонорар од 1100 евра, за советување вкупно му се исплатени околу 50.000 евра. Потоа, како директор и председател на управниот одбор на некогашен АД за само 10 месеци, во периодот од септември 2016 до август 2017 година, од буџетот инкасирал над 1,9 милиони денари или над 31.000 евра. Неговата месечна нето плата во Елем изнесувала 98.000 денари нето. Покрај што земал хонорари и плата од АДСМ, Мицкоски добивал надоместок и после неговото разрешување. Иако, по разрешувањето од функцијата директор и председател на управниот одбор, се вратил да работи како професор на факултет, за 12 месеци на име разлика во плата од АД Елем добивал месечно 60.444 денари. За 12 месеци му биле исплатени вкупно 805.920 денари бруто. По раскинувањето на менаџерскиот договор примил уште над 13.000 евра пари од граѓаните. Освен Мицковски, на сличен начин пари примала и Гордана Кочовска-Димитриевска, која преку разни примања наплатила безмалку 70.000 евра, изнесоа од Социјалдемократскиот сојуз.